Ја денеска ќе зборувам повеќе, не направив слайдови, сакам да биде како демо ова предавање, презентација. Како секој добар рецепт на интернет ќе почнам со еден бекстори. Секој јануари се одржува Game Jam и јас дознав за овој фреймворк уште лани и знаев дека сакам да направам за Game Jam игра во ова. Ми беше гаѓа онака што е темата, ќе направив да биде поврзано со Board Game IO. Што е сушност ова? Е game engine за turn-based games. Што се turn-based games? Тоа не си дека имаме различни потези за кај што се менува потекот помеѓу играчите. Не знам дали е шах, катан, игри со карти или слично. Сега ви сакал да ви покажам демонстрација како би изгледало ова. Ќе ви ја покажам мојата игра на Game Jam што беше. Ќе почнам нова игра. Сега, ова е мултиплеер, па ќе ми треба некој доброволец да скенира ова и да игра со мене. Дали некој се јавува? Се јави еден човек. Кажи кој ќе се вклучиш? Се вклучи? Океј, сега тука се менуваме јас и Томислав и пука е Мурчина. Ова е сет онлайн. Јас немам никакво вмрежување правено, немам никаква логика правено за потезите. Туку дефинирам каква ќе ми биде состојбата на играта, кои потези се можам да ги направам, дали се валени или не, и ги ставам на интернет. Другото сето фреймворкот ми прави. И како бонус има и лоби систем, со клиент за лоби, кај што можам да влезам во било кое лоби, например ова е некој лоби со ID ова. Можем да правам нови лобиња, можем да дефинирам колку играчи, ова игра е само за двајца. Ја да ја доиграме, ја ќе ја депам да. Да, ја победив. Фал многу Томи. Да, ова е играта како изгледа. И добив коментари дека има интерес да дадам мал овервју како изгледа играта, каква е логиката направена. Прво веб делот, тоа е Angular апликација, а мислам интересниот дел е комуникацијата од Angular делот. Имаме еден сервис за играта, кај што влегуваме во некоја игра. Тука го... Дали се гледа? Ока е подобро. Тука влегуваме во некој лоби и започнувам со играта и тука правам некој потек, што ми е дефиниран како tab bubble и давам редици колона за тоа мерч. Исто имам и за лобиња. Тука единствено имам create match, кога правам некој лоби, и join match, кога влегувам во некој лоби. А интересниот дел што сушност е Board Game IO, ми е дефинирано тука во Game, во Bubbles TypeScript. Што се ни треба за една игра? Мислам нека тука беше. Ни треба состојба на играта, каква е? Значи, за мојата игра, единствена состојба е, имаме како табла од меурчина со различна боја. Тука типови, не ми замерувајте што користиме нумерација во TypeScript. И скорот на играчите. Тоа е целата состојба. Можеме да се вратам назад. Следно ми требаат и потези за играта. Еве го единствениот потек што има во играта, таа е bubble, се праќа редици и колона. Ја ажурирам таблата и после проверувам дали се е поминат максимумот на потези и ја завршувам играта. А играта се дефинира тука. Тип game, што има состојба bubble state. Треба да дефинирам името на играта. Имам некој сетап што ми генерира рандом табла. Тука ги дефинирам потезите кои се, колку играчи може да играт и дали може undo. Исто има различни конфигурации, ама тоа сега ќе разгледаме во документацијата. Освен ова имам и сервер направено,
Тука ако видите, копирана ми е буквално играта во посериозен проект што некако дел од хакатон, најидеално би се направило пакет. И ова сето е било во еден пакет за да може да се внеси во Angular и во серверот. Овде се исто. Единствена разлика е сервер TypeScript и се што треба да направам за да направам сервер што ќе дозволи да имаме лобиња, мултиплеер е овие неколку линии код. Буквално само кажувам кои игри можем да ги имам на серверот, ја имам Tic-Tac-Toe како пример и Bubbles и клиентот кога се врзува за серверот треба да специфицира за која игра сака да се врзи. И тука кор се дефинира од кој оригин сакаме да дозволиме да прима барање од клиентите. И го извршувам серверот на порт. Ова е сето што треба за да имам цел функционален нетворкинг, со лоби систем, со сокети, јас воопшто не се замарам за тоа. Би се вратил на документацијата тука, да ги разгледаме заедно кои фичерс има тука. State management, ви кажав како се менаџира состојбата на играта, се дефинира во објектот, се прави промени на состојбата со секој потек, има мултиплеер, тоа самите го видовте, имаме AI, ова не го видовте, ама ќе го пробаме заедно на демото. Имаме различни фази во играта. Сега, фази во контекстов значи различни начини на играње во тек на една игра. Например, Катан има две фази. Првата фаза е се фрлат коцки, тој ќе има најголема бројка. Прв реди куќарка, тоест населба и пат, и после сите следно, и потоа обратно се врти кругот и почнува тој што е прв. Тоа е втората фаза, која почнува нормалната игра, се фрла коцка, се земат ресурси, се тргуваат тие работи. Сега, тоа е фаза, а имаме и стадиуми, а тие се како дел од трн. Конкретно во Катан, прв стадиум ти можеш да фрлаш коцка, друго ништо не можеш да правиш, а после следниот стадиум ти можеш да се тргуваш, да градиш, да купуваш работи и така натаму. Лоби системот, ова исто така го видовме, може да креираме лоби, да влегуваме во лоби. Прототипирање. Ова не го видовме, оти е продукцијска апликација да речеме. Ако е уклучен ова, обично во Dev, имаме страничен панел тука, и тоа истото ќе го видите, кај што може да ја разгледам состојбата на играта, можам да видам кој играч е на потек, можам да извршувам потези без да имам никаков UI. Исто има и Vanilla.js клиент и има и React компоненти. Ама ја не знам React така што Angular го пишува. И логови, фала Богу, има такви нешто. Сега ја би се навратил на демото. Сакам да ви покажам што ќе правиме денеска заедно. Па, не знам дали ви е познато ова. Connect for, да. Моментално не функционира. Сам изгледа убаво и има убаво лого тука. Со пивца. Tailwind. Сега можем кога да го отворам. Дали читате назад? Или... Ја баш мислев дека вака подобро. Да, намерно го ставив. Намерно ми е сега. Чека. Не. Ајде по гестикулациите ќе сфатам кој е најдобро. Ова? Ајде. Се надевам се гледа сега. Тука буквално ништо нема. Тука само се генерира борд. Тука имаме HTML со Tailwind и ништо посебно. Тука имаме drop checker метод, што треба во некоја колона да ни фрли крупче, како и да се вика тоа на македонски. Сега како почеток ќе направам еден директориум game што се вика и некој файл connect for. Сега за почеток може да направиме интерфейс за состојбата.
тука состојба ни е само ова. Ќе дефинираме 0, дека е празно, 1 е кругчето од првиот играч, 2 е кругчето од вториот играч. Така што можеш директно само бројки да не биде. Ова не е состојбата. Сега, може да направиме, само да видам документацијата како беше импортот. Или ова. Се надевам че импортира. Датаман си. Во документацијата тука не е дефинирано што се може една игра да има. Ќе разгледаме заедно. Прво треба да имаме име, за да разликуваме како ни се вика играта, кога клиентот праќа барање до серверот да знае која игра да му ја сервира. Тоа ни е Connect for. Тоа е fair enough. Setup. И ова нешто ќе ни треба. Ова не ни треба. Може да дефинираме потези. Моментално немаме дефинирано никој. Ќе го напишеме и тој. Player view не ни треба. Seed. Turn order, тука се специфицира како некои детали за потезите. Тука stages за секој turn, фази за играта. Гледате тука stages е како дел од турнот, оти тоа е во контекст на потегот, а phase е како дел од играта, тоа е во контекст на играта. Minimum и max players, и тоа треба да се дефинира. Min players 2, max players 2. Не сум сигурен дали има нешто за да кажи само 2 сакам да имам играчи. Исто имаме и вакво нешто. Ова ни е метода што одлучува дали играта е завршена. Во нашиот случај играта ќе биде завршена кога имаме 4 кругчина поврзано заедно. Ова не ми треба, тука имаме setup. Зошто ми се буне? Колку типови. Ова треба да ни врати објектот Connect for State, ама ова нема да обиди. Го ставив како да нема грешкот и тука имам код што го прави бордот празен. Ова ќе ни брка работа за нашиот случај за сетапот. И вака имаме сетап. Сега кој потек го имаме тука е само фрлање на кругче во некоја колона. Тука. Праќам индексот на колоната и треба да популираме најниското што може слободно поле. Така што ќе дефинираме и некој потек. Не на македонски. Упс. Не знам напомнам како беше move.
Че ми треба сето ова. До тука е доволно. Сега да објаснам што е ова големо ВГ. Малце чудно, ама ова не е состојбата на играта во моментот кога се прави потегот. Контекстот не е контекст за играта, има некои utilities, можам да видам кои се активни играчи, кој е моменталниот играч, дали е завршена играта и такви слични работи. Сега ова треба да не биде immutable, а G не е состојбата и ова треба да го променувам јас. Сега, на drop checker имаме и параметар што се праќа, тука не е clone. Сега, јас што треба да направам е да видам дали на таа колона има слободно поле. Ако, например, сите овие се исполнети со кругчина, ја нема да можам да ставам. Како можам да проверам, да видам само највисокото дали е тука најгорното, дали е слободно. Ако е 0, враќа invalid move. Мислам нека ова е импортот, или може би не. И во овој случај не се извршува тој потек и моменталниот играч пак може да го направи својот потек. А инаку што треба да направиме? Тоа е вака иде ова најниското. И на првото слободно, јас треба да го наместам со моменталниот играч кој е. Моменталниот играч можеме да го земеме од контекстот. Ова ми е string, ама знам дека ќе биде бројка, па можем да го каснам во TypeScript Magic во бројка да биде. Тоа ни е окей. Правиме break. И тоа ни е потегот. Да видам што се буни. На таа, добро. Го додавам потегот тука. И сега на брзинка ќе се направи нов сервис. Го имам тука, единствено ми треба drop checker. Сега можем да направим јас клиент тука. Дали го барам на брзинка, ќе видам како беше. VS Code не е cooperating, така што читараме вака. Играта ни е Connect for Game. Број на играчи ни се 2. Зашто се бунило?
Океј, ќе видиме после тоа. Multiplayer немаме. Debug ќе ставиме true. Како што и мислам дека е по дефолт. Сега да видам зашто се буни ова. Искрено не знам зашто се буни тука. Океј, за да не губам време, го имам решението на задачава. Најфер. Стварно не гледам што сум сгреш тука. Може и VS Code малце да ја завегам, така што ја да истраме вака. Има следеќи се буни? Се буни, да. Знаеш дека забегано ко че нова е проблемот. Ќе ги стараме овака. Да, проблем и не покажува тука. Вака ќе направам. Сега видов што е проблемот. Најверојатно ова.
Океј, нема да губам време на ова. Ќе направим вака. Еден хак. Сега е функционално. Ова е debug панел што ви го спомнав преска. Имаме различни контроли тука, може да ресетираме играта. Ово не знам што поискрено. Тука се враќа на последната состојба. Тука можам да го сокрием. Ми кажува тука кој е моменталниот играч и кои потези ги имам. Можем и тука да правам некој потек. Немам проблем да работи. Не работи, мислам дека состојбата лоше се справувам на Angular страната, ова се регистрира во самата состојба. Ова ми покажува што е G, тоа не е состојбата на играта. Имаме тука логови, моментално немаме ников. И тука имаме info. Сега ќе ви покажам што е различно, тоа што не стасавме да го напишаме сега. Ова не е буквално истата имплементација тука. Нешто слично. Тука на играта. Сега тука го имплементирав и enddiv. Ова по сега ако немаше да опишувам ќе го копирав. Ова ја прави само логиката дали има 4 од иста боја поврзани во колона, во ред или во диагонала. И има нешто интересно тука и ова ќе го спомнам. А да видим како работи ова. Тука се менуваат играчите. Се гледа тука кој е играчот моментално. Тука не е состојбата како што гледате тука. Ова го покажува како двојка. И тука ако ставам плаво, ќе заврши играта. И сега не ми дава нови потекст да правам, нема направам US за да покажува дека завршена играта. Тука имам и логови што се е одиграно. Информација дали активна играта или не, кој е моменталниот играч, нема моментален играч, затоа е undefined. И така ова изгледа. Ова не е контекстот, колку играч има, кој потек е поред, кој бил моменталниот играч. Тука ни е редоследот и тоа може да оменуваме, например вуно кога играме реверс, да се смее редоследот. Фази немаме, активни играчи немаме моментално. Број на потези и овде ни кажува game over, победник е број 2. И сега уште нешто интересно што скоро out of the box ни го нуди, е да си правиме ботчина за играта. Има два различни алгоритми, оти ова не е алгоритм, само рандом потек бира. Ова е Monte Carlo Tree Search, прави само пребарување ни состојби до некои итерации, до некоја одредена длабочина и од прилика бира некој потек што му одговара на тој моментален играч. Може да видиме како изгледа тоа тука. Моментално е број 1 играчот. Monte Carlo Tree Search играме и му викаме симулира едно. Гледаме тука мисли. Добро, не требаш simulate. Simulate која се изигра. Ја одигрува цела игра сам. Ја ништо наче како сам си прави некои математики. И почнува се побрзо, како што се намалува бројот на состојби можни што се. Исто може и рандом, што ќе биде ептен глуп, ама ќе функционира. Ево го play, сега одедно. И можем да си играм со ботчета. Се што треба да направите за да функционира AI-от е да се имплементира ова enumerate функција. Што прави сушност е ги враќа сите валидни потези за одредена состојба. Ја праќам состојбата тука и можни потези ни се сите што имат слободно поле тука горе.
и фактички враќам сите колони што се. Тука во форма на некој мув, со името на мувот и аргументите што ни е колоната. Мислам дека генерално се покажав тука за играта и се што треба се направи за да се направи нетворкинг за ова. Како што кажав, 4 линии код да се дефинира серверот за која игра ќе биде, тоа ќе биде за Connect for играта. И да му кажеме на која порта слуша и лесно може да направиме клиент од JS што ќе комуницира директно со тоа, или ако работите Angular, уште полесно. Тоа е генерално што имам да ви покажам. Ако имате прашања или коментари. Имаме ли прашања? Raise of hands? Коментари? Имаме коментар. Мене ме интересира само како дојде во контакт со ова, имаше потреба да направиш игра или имаше едноставно желба да направиш нешто вакво? Ја мислам дека го или на Reddit го видов или на Hacker News и ми беше интересно, ова може да се искористи за на Game Jam и си направи своја цел за да го искористам. Многу супер изгледа, јас сум скроз воодушевен. Фала што го носиш ова до нас да ние да го видиме. Да, интересно е. Сега има еден кевијат, човекот што го направи ова не го одржува редовно, па единствено од комјунити се одржува, нема нови фичери да се прават, ама функционира прилично добро. Може и комплицирани игри да се прават као Катан. Сите работи не сум ги ни проверил, оти премногу опции има. Фала за прашањето.